Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбулант. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Зимските респираторни вируси ги освоија градинките и училиштата порано од очекуваното. Лекарите велат дека има аденовируси, респираторен синцитијален вирус, грип, разни коронавируси што предизвикуваат настики, SARS-CoV-2. Во овој период од годината вообичаено е децата да се болни, но зошто овој пат симптомите се поизразени од вообичаено? Што да се преземе кога детето ќе качи температура, ќе му се растече носето, ќе почне да кашла? За зимските респираторни инфекции денеска зборуваме со доктор Станислава Ангелеска, педијатар во клиничката болница Жан Митрев. Следува блок реклами, а веднаш потоа многу корисни совети и препораки за сите родители. Денешен гостин во студиото е доктор Станислава Ангелеска, специјалист по педијатрија во клиничката болница Жан Митрев, со која што ќе разговараме за зимските респираторни инфекции, кои што се пречести, би рекла, во овој период од годината кај децата. Добар ден, докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Ке проговориме за зимските респираторни инфекции, кои што се во принцип вообичаени во овој период од годината, но лекарите велат дека зачестеноста е многу поголема во споредба со другите години. Исто така симптомите се поизразени. Зошто е тоа така? Има ли некакво објаснување? Најпрво, драго ми е што гостувам во вашата емисија и што сум дел од ова пријатно и креативно студио. Се надевам дека темата ќе биде интересна за гледачите. Секоја година овој период, во есенско-зимскиот период, со самото намалување на надворешните температури, се поинтензивни се респираторните инфекции кај децата. Но, меѓутоа, оваа година некако имаме впечаток како тој број да е нешто позголемен. Често во колективите, во градинките и во училиштата, децата се почесто со знаци на респираторни инфекции. Испразнати се прописно во одделенијата, има понекогаш и по 10 деца. Да, така е. Зошто е тоа така? Значи, прво накалемуваат еден вирус, се опоравуваат, дома повторно се враќаат назад во градинките и во училиштата, се надоврзува нова вироза, така да имаме впечаток да децата се постојано болни на некој начин. Зошто е тоа така? Една од главните причини е тоа што за време на ковид пандемијата децата беа се поизолирани, со намалени социјални контакти, беа позаштитени дома. Друга причина е тоа што сите носевме маски, бевме заштитени, така и децата и откако почна во училиште носеа маски. Во градинките се спроведуваа строги ковид протоколи, се заповезуваше повеќе хигиената во однос на проветрување на просториите, дезинфекција на просториите и на површините. После ковид пандемијата некако настана како едно затишје практично, така да и вирусите некако како да се притаија. Тие вируси кои што сега ги гледам и циркулираат на нашето поднебје, предходно како и да не постоја на некој начин. Така да освен коронавирусот, не се споменуваше некоја друга вироза. Сега, откако се вративме кон еден нормален живот, да кажам, така да повторно децата се вратија во градинките, во училиштата и дојдоа во контакт со постоечките вирози кои што циркулираат на нашето поднебје и се постојано болни. Најчесто се поизложени малите деца, поради тоа што кај нив самиот имун систем е по-незрел за разлика од повозрастните деца, каде што сепак имаат стекнато некоја заштита, односно имаат разноликост на антитела кои што ги препознаваат, да кажам, постоечките вирози. Како би се одвивала самата клиничка слика, пред се зависи од вирулентноста на самиот патоген, дали е тоа вирус, бактерија, од една страна, а од друга страна од имуниот систем на самото дете, како што напоменав. Како што споменавте, така. А на каков начин се пренесуваат овие вируси на здрави деца? И зошто толку лесно се пренесуваат всушност? Како што напоменав, претежно се пренесуваат многу полесно во затворени простори, како што се колективите, градинките и училиштата, на начин по аерокапков пат, преку воздухот и тоа преку кашлање, зборување, односно преку директен контакт, а може исто така да бидат и преку индиректен контакт, односно преку контаминација на предмети, односно на сето она што го обкружува самото дете. Можеме ли ние како родители да им пренесеме вируси на децата
и да не сме свесни за тоа, например да сме здрави, но да сме носители на одреден вирус. Да, секако дека вирозите, како и бактериите, може да ги пренесат и родителите, бабите, дедовците, сите оние кои што се во контакт со децата, без разлика дали имаат изразена симптоматологија или не, најчесто кај нив нели е зрел имуниот систем, така да и самата клиничка слика може да бидат и асимптоматски, односно може да бидат носители нели на некоја вироза, но при тоа да не знаат дека нели кај нив има постоечка болест, така да може многу лесно да се као на некој начин и клиционосители и да ги заразат нели децата како и околината околу нив. Можете ли на преглед, кога ќе дојде родител со болно дете, веднаш да процените дали се работи за вирусна инфекција или за бактериска? Па да, и према клиничката слика нели правиме разлика на некој начин дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција. Вирусната инфекција кај децата најчесто започнува со едно растечено носе, со благо грепкање на грлото, потоа нели може таа болка да е и поинтензивна, со малаксаност, со покачена температура, потоа исто така со солзење на очињата, односно е присутна онаа плачна маска што ја велиме ние. Така да пред се, значи, се присутни тие катарални симптоми кои што се карактеризираат една вирусна инфекција, по кои што би ја распознавале, нели, дали станува збор за вироза или пак дали станува збор за бактериска инфекција, кај што кај бактериската инфекција претежно овие катарални симптоми во однос нели на таа плачна маска, растечено носе, практично не се присутни. Кај бактериската инфекција, нели освен вирусни инфекции, бактериите ни се исто така зачестени. Тука присутни се, така? Да, така е. Се присутни, така да кај бактериската инфекција пред се е поизразена, значи имаме силно зацрвенето грло, силно зацрвенети тонзили, присуство на јака болка во грлото на детето, каде што може да имаме и отоки на околните лимфни јазли на вратот, субмандибуларно, субокципитално независно, и пред се да се јават една омалаксаност кај детето, каде што детето практично не може да стане од кревет, така е, да. Кашлица може ли да има кај бактериски инфекции или е тоа ретко? Па може да има, да, секако и кај вирусните инфекции има, така да и кај бактериските има, меѓутоа е позачестена кај вирусните инфекции. Кашлицата, кој што најпрво кај вирусните инфекции се јавуваат една сува, пролонгирана кашлица, кој што најчесто нели ги плаши и родителите, а понатаму се надоврзуваат продуктивна кашлица. Споменавте црвено грло. Дали црвеното грло е секогаш причина, за црвеното грло секогаш причинител е стрептококната инфекција, затоа што родителите кога ќе видат за црвеното и болно грло кај нивното дете, веднаш се сомневаат на тоа. Велат ангина. Да, така. Значи за може ли вирус тоа да предизвика? Така, за црвеното грло, како и болка во грлото, најчесто да ја предизвикува стрептококна ангина, но меѓутоа и вироза може да биде причина нели за црвеното грло, што е и нели причина, но меѓутоа може да се јават и кај вироза оние гнојни налепи кои што ги сретнуваме кај стрептококна ангина. Од вирозите таква клиничка слика председаваат инфективна мононуклеоза како и аденовирусот. Значи може да има изглед на загноени крајници, да, може. Но да се работи за вирус. Да, може, секако. Тогаш неопходен е бриз да се направи за да се утврди за што се работи? Да, пред се во тие состојби, нели, за да диференцираме дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција. И пред се, за разумно да употребиме антибиотици, нели, треба да направиме микробиолошки бриз од грлото и од носот. Во тој случај, значи, доколку станува збор за бактериска инфекција, најчесто причинител ни е стрептокок пиогенез, односно бета-хемолитичкиот стрептокок, кој што е особено значен поради тоа што предизвикуваат постстрептококни секвели. И поради тоа треба, значи, правилно да го третираме и навремено да го третираме. Постстрептококните секвели најчесто даваат оштетување на срцевиот мускул и тоа на ендотелот на срцето. Исто така може да предизвикуваат гломерулонефрит, односно ги напаѓаат бубрезите, така е, како и големите зглобови на детето. Односно најчесто сретнуваме како постстрептококна инфекција се јавува за пречка во одењето кај детето и при тоа кога ќе направиме нели ехо на колчиња, гледаме дека настанало излив на колко може да настане излив на зглобот, на колената, и поради тоа многу е битно и важно навремено да го третираме со антибиотици, председаваме и користиме пеницилински препарат.
од типот на оспен, најчесто кај гнојната ангина. Значи, доколку детето се пожали на болка во зглобовите, како што е колкот и коленото, по прележа на некоја вирусна инфекција или за време на инфекцијата, родителите тоа треба сериозно да го сватат и веднаш да побараат лекарска консултација. Каде треба да се обратат? Кај матичниот лекар? Треба ли на ехо да отидат кај ортопед да видат дали има излив во колчето? Најпрво кај матичниот педијатар, нели? И потоа во зависност од клиничка слика, педијатарот врши проценка, ги упатува на ортопед, каде што се прави, нели, ехо на колчињата и понатаму се исследува, да се проследи. Секако тука е и анализата лабораториска, која што е поврзана со состојбата во крвта. Тука има еден С-реактивен протеин, CRP, кој што е индикатор за вирусна или пак за бактериска инфекција, но благо покачено CRP вела дека не значи бактериска инфекција. Колку треба CRP-то да е покачено за вие да се посомневате дека станува збор за бактериска инфекција? Што значи вирусна инфекција? Дали и таа може да го покачи CRP-то? Така, значи во лабораториските диагностички методи најпрво правиме, како што кажавте, крвна слика и С-реактивен протеин, кој што добро е познат кај родителите како CRP, нели? CRP-то представува гликопротеин кој што се синтетизира во црниот дроб и представуваат инфламаторен маркер во акутна фаза на инфекција. Но меѓутоа CRP-то значи може да биде покачено кај вирусна инфекција и кај бактериска инфекција, како и во други состојби. Кај вирусна инфекција CRP-то е благо покачено, може да се движи околу 10 до 15 максимум, додека кај бактериска инфекција тоа е повисоко, значи неколкукратно е повисоко. Меѓутоа високи вредности на CRP може да видиме и во други состојби. Тоа се кај автоимуни заболувања, ревматоиден артрит, кардиоваскуларни заболувања, малигни неоплазми, значи и во многу други состојби. Исто така, она што е битно кај CRP-то и она каде што родителите најчесто грешат, при појавување на првите симптоми на инфекција, при една покачена благо температура, веднаш трчаат, нели, на лекар да направат крвна слика, CRP, со тоа што колку треба да почекаат? Па да, треба да почекаат негде околу 24 часа за да почне, нели, од првите симптоми. Да, од првите симптоми, најидеално да поминат 24 часа, па потоа да се направи крвна слика, нели, и CRP, каде што максималниот пик на покачување на CRP-то е околу вториот и третиот ден после појавата на симптоми на инфекција. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број кој најскоро ќе можете да го видите на екранот. Продолжуваме ние понатаму во однос на вирусите кои што доминираат овој период од годината. Кај нас велат РСВ, односно респираторен синцитијален вирус, дека ги наполнил болниците, не само кај нас, туку и во регионот. За каков вирус станува збор? Какви симптоми тој создава кај пациентите, кај малите пациенти? Покрај останатите вируси, значи кои што се актуелни во овој период, меѓу кои се риновирус, аденовирус, посебно значење се придава на респираторниот синцитијален вирус, со оглед на тоа дека станува збор за еден повирулентен вирус, кој што претежно ги напаѓа помалите деца. И особено е поризичен, значи кај нив. Зошто е тоа така? Поради тоа што, како што напоменав на самиот почеток, имуниот систем кај помалите деца е понезрел. Посебно може да се истекне доенечкиот период, односно на возраста околу 4 до 6 месеци. Поради тоа што антителата во тој период настанува значителен пад на антителата, кои што преминуваат трансплацентарно од мајката на плодот, нели? И така да во тој период самото доенче се уште нема создавање на своји собствени антитела. Практично во тој период доенчето е незаштитено и поради тоа треба да се избегнуваат, нели, групни собири со поголема концентрација на луѓе, поради тоа што и тогаш поголема е веројатноста да се зарази, но меѓутоа тоа не значи дека треба да се чуваат, нели, во стаклено ѕвоно. Конкретно за респираторниот синцитијален вирус е карактеристичен тоа што дават силен одговор, значи кај децата, со тоа што имаат потешка клиничка слика. Кај доенчињата до 1 година тоа се изразува пред се со клиничка слика на бронхиолит, на бронхопневмонија, каде што понатаму може да завршат во хоспитални услови со кислородна подршка, па дури на инвазивна механичка вентилација. А поголемите деца може да имаат
силно изразени симптоми, да речеме висока температура со денови и слично. Да, и кај поголемите деца исто така може да имат изразена клиничка слика, но сепак нивниот имун систем нели е позрел и некако познаат да се справат нели со самата вироза. Така да акцент пред се дава на помаливе деца. Во последниот период, особено во последните десетина дена, родителите велат дека нивните деца горат од висока температура, качуваат до 40 степени, тоа трае со денови. Што да се направи во тие моменти? Значи, температурата исто така представува еден од оние знаци кои што најмногу ги плашат родителите. Меѓутоа, температурата е прва одбрана на самиот организам кога станува збор за некоја инфекција, без разлика дали е вирусна или бактериска инфекција. Нормална температура е 37 степени Целзиусови. 37,8 кажуваме дека е субфебрилна температура, додека температурата 37,8 па нагоре кажуваме дека детето е во една фебрилна состојба. Што треба да направат родителите? Не се препорачува користење на антипиретик, значи од парацетамолски тип, се додека температурата не надмине 38,5 степени Целзиусови. Значи, прво се советуваат родителите да го расоблечат детето, да го измасираат, нели, се препорачува масажа со пола алкохол, пола вода, меѓутоа алкохол, медицински алкохол, нели, 70% алкохол, пола алкохол, пола вода, да го измасира детето, со тоа настанува вазодилатација, односно расширување на крвните садови, а со самото тоа и отпуштање на топлина, нели. Така да на тој начин се разладува, нели, детскиот организам. Друго што треба да се направи како прва стапка, нели, во справување со температурата е туширање. Туширањето, значи, треба да биде со млака вода, не да биде ладна вода, нели, за да не настане драстичен пад на температурата и да има голема температурна разлика. Значи, водата треба да е негде околу 2-3 степени пониска од температурата што има самото дете. Доколку и покрај тоа, значи, температурата се качува, тогаш даваме, нели, парацетамол. Ако се качува температурата на кратки временски интервали од 4 до 6 часа, исто така може да се комбинират, еднаш да се даде парацетамол, наредниот пат после 4 до 6 часа да се примени бруфен, или доколку детето освен температура има и повраќање, нели, тогаш применуваме, нели, чепчиња кај помалите деца. Меѓутоа, тоа што кажав, парацетамол или бруфен, без разлика, антипиретик, не се препорачува да се дава на температура под 38,5 степени Целзиусови. Зошто е тоа така? Затоа што во самиот организам при покачување на температурата се активираат имунолошки механизми кои што го бранат детскиот организам, односно го штитат детскиот организам од вирусите и бактериите. Практично температурата е непријател за вирусите и за бактериите. Поради тоа, ако дадеме парацетамол, ја ги стопираме сите оние стратегии кои што механизам се успорува. Така, се успорува одбранбениот механизам и поради тоа препорачуваме парацетамол да се дават над 38,5 степени Целзиусови. Но што ако перзистира високата температура, веќе 40 степени, упорно детето има многу висока температура, парацетамолот или ибупрофенот имаат ефект од половина час или час, повторно се крева температурата. Инфузијата ќе симне температурата или не? По инфузијата претежно ја препорачуваме онема каде што децата се нели дехидрирани, односно не може да внесат поголема количина на течност преку уста. Така да преку инфузиона терапија детето нели се рехидрира, така да може и да се спушти температурата. Но меѓутоа она што треба да го знаат родителите, она што треба да го знаат родителите дека температурата претежно кај вирусни инфекции е нормално да биде и до 3 дена, значи детето може да биде и до 3 дена фебрилно. И самата температура како таква не би требало да не плаши. Она што кај нас е значајно педиатрите, пред се е самата општа состојба на детето. Доколку детето нели е добро расположено, да игра, јаде, пие, и доколку е често болно, но сепак е со полесна симптоматологија, нели? Сепак и тоа е, да кажам, на некој начин нели нормално, затоа што со самите инфекти, со самите вирози, нели, на некој начин настануваат и тренинг на имуниот систем на детето, кој што особено е нормално до период од 3 годишна, нели, возраст. Родителите во овој период кога децата се болни велат детето ништо не јаде и не сака ништо да се напие.
Што треба повеќе да ги загрижува ако не јаде или пак не сака да пие течност? Па, значи, доколку детето е болно, нели, нормално е дека одбива да јаде, да пие, меѓутоа сето тоа е нормално и не би требало да инсистираме да јадат, колку што треба да инсистираме да пие течности, како што кажавме, нели, треба што повеќе да внесуваат течности од типот на топли напитоци, чаеви, супи, цедени сокови и слично, токму поради тоа да не настане дехидратација, нели, на детскиот организам. Порано се сметаше дека ке вирусна инфекција, респираторна инфекција, потребно да се даде антибиотик за да се спречат компликациите. Денес се смета овој став за погрешен. Зошто? Да, значи превентивно не се препорачува во ниту еден случај да се дават антибиотик, посебно при вирусна респираторна инфекција, затоа што и покрај превентивното давање на антибиотик може да настанат, нели, компликации. И при тоа кога ќе имаме реална потреба за да дадеме антибиотик, во тој случај самиот антибиотик нема да имаат дејство затоа што сме дале, нели, претходно многу повеќе пати отколку што било потребно. Односно може да настане резистенција према антибиотиците. Така да антибиотикот пред се треба разумно да го користиме таму каде што е потребно. А може велат и да направи проблем со микрофлората, која што исто така е вклучена во целиот имунолошки систем и некои 6 месеци има некои статистики дека е потребно за да се врати балансот на цревната флора, која што исто така, како што веќе споменав, одговорна за нашиот имунитет и за детскиот имунитет. Препорачувате ли кога е неопходна антибиотска терапија да се земат и пробиотици? Да, секако, поради тоа што настанува нарушување на нормалната цревна флора, со самото земање на антибиотик секогаш редовно препорачуваме да се земаат, нели, пробиотици за да не настанат, нели, тие течни столици кај детето. Така да секогаш во комбинација со антибиотик даваме и пробиотик. Антибиотикот не само тоа што нарушуваат нормалната цревна флора, туку со самото давање на антибиотик настанува и пат, нели, на имуниот систем на детето. Поради тоа, значи, антибиотикот го препорачуваме строго само по индикација таму каде што е потребно, затоа што антибиотикот не делува на вирус, делува само на бактерија. Сега да проговориме за проблемот со мрсулчињата, со растеченото носе, што ке малите деца знае да направи големи компликации, како што е отитисот, односно воспалението на средното уво. Педиатрите велат мора носето да се исчисти. Како да се исчисти кај дете кое што не знае да го дувне носето или пак кај бебе? Така, значи, носето најчесто е обструирано, значи, поради тоа препорачуваме честа тоалета, значи, на носето со физиолошки раствор. Доколку е постојано, односно континуирано има обструкција на носето, со тоа нема дренажа на носниот секрет и зголемена е веројатноста за воспаление на средно уво. Воспалението на средното уво најчесто настанува кај помалите деца, поради тоа што се уште не е развиена аудитивната туба, анатомски и физиолошки, поради хоризонтално поставување на самата туба меѓу носот и увцето на детето. Напоменавте дека и секретот на кај детенцето, освен тоа што е серозен, често знаат да е променат, нели, бојата. Има зелени мрсулчиња. Да, така, значи мрсулчињата, да, кога ја променуваат секретот, кога ја променува, нели, бојата, преминуваат во жолто-зеленикав секрет, кој што не би рекла дека секогаш тоа е знак на бактериска инфекција. Така да наутро, кога станува детенцето, најчесто може да имаме жолто-зелен секрет, но меѓутоа тоа настанува поради тоа што во текот на цела ноќ секретот е собран, нели, во носето, а потоа во текот на денот повторно секретот е серозен. Така да детето трчат, играат, скокат, јадат, пиет, така да воопшто не станува збор во тој случај, нели, за болно дете, уште помалце дека има бактериска инфекција. Доколку секретот во текот на целиот ден, освен наутро, нели, е со жолто-зеленикава боја, тогаш и има детето, нели, пропратни други симптоми, висока температура, малаксаност, тогаш е она што треба да не натера дека станува збор за бактериска инфекција, па да се направи понатамо микробиолошки бриси и дополнителни исследувања за да диференцираме дали таквиот секрет е бактериска инфекција или не. Што е со оние дечиња што одат во градинка или пак на училиште? Дали со секојдневната тоалета, односно очистењето на носето со солени раствори, може да се спречат вирусните инфекции?
Или малку преоптимистично да се надеваме на такво сценарио? Да, значи не може да се спречат вирусните инфекции без разлика дали редовно правиме тоалета нели на носето или не, поради тоа што сепак децата престојуваат во колективни установи со поголема група на деца, каде што има мешање нели меѓу нив, како и размена практично на вирусите и бактериите едно од друго. Така. А советувате хипотонични, хипертонични, има најразлични солени раствори на пазарот. Кога носето е заднато, каков солен раствор да примениме, за да го одзатнеме носето? Кога носето е затнато, најчесто применуваме деконгестиви, нели? Меѓутоа, како што кажавте... Но кај мали деца може да се користи тој? Кај малите деца до 2 години не ги препорачуваме, претежно се даваат кај поголемите деца, а кај малите деца строго препорачуваме нели солен раствор и тоа изотоничен солен раствор, да, така. И да се прави нели честа тоалета на носето, за да биде носето нели постојано продно со пумпици, да, често чистење на носето со пумпици, за да нема заостанување нели на секрет. А големите деца треба да бидеме поголемите деца треба да бидеме упорни да ги натераме да го издуваат да го издуваат носот. Да, затоа што сепак тие се поголеми и знаат како да го направат тоа. Не секогаш знаат. Тие што се некаде во некоја средна возраст, што ги нарекуваат тодлери, понекога се мача да го дувнат носот, а не даваат да им го исчистиме со пумпица, така што е тоа еден период на предизвик, би рекла, еве од моето искуство како родител. А што е со кашлиците? Понекогаш после вирусна инфекција се јавува упорна кашлица кај децата и родителите не знаат што да прават. Понекогаш применуваат инхалации со кортикостероиди кои што траат долго време. Ги дават по недела дена, по 10 дена. Како да се смири кашлицата? После вирусна инфекција најчесто настанува сува надразнителна кашлица и тоа кој што може да трае подолг временски период. Дури може да биде и месец дена детето да е раскашлано, да кажеме. Тоа настанува затоа што практично целиот респираторен систем, почнувајќи од носот, па се до алвеолите, е обложен со епител, кој што представуваат една заштитна бариера, односно како зид во справување со сите надворешни фактори на средината, како што се вируси, бактерии, PM10 частичките нели кај загадениот воздух и така да при секоја вироза или бактерија настануваат оштетување на тој епител, односно на таа заштитна бариера кој што ја имаме на целата должина нели на респираторниот систем. Како резултат на тоа настанува оголување на нервните завршетоци и пред се тие се стануваат посензитивни при секоја надворешен фактор, при загаден воздух, дури при поладен воздух, нели, кој што предизвикуваат една надразнителна кашлица кој што трае подолго време. Така да родителите најчесто прашуваат што да дадеме, нели, да се смири тоа. Смеат да пијат сирупи против кашлица мали деца? Мали деца не се препорачува да пијат сирупи против кашлица, така да тие сирупчиња претежно ги даваме кај поголемите деца. Пред се тие на природна база за да се ублажи на некој начин кашлицата, меѓутоа сепак не постои некој магичен лек, да кажам магичен сируп кој што ќе го спречи сите овие, ќе го реши проблемот преку ноќ. Да, така поради тоа што трае долго. Мора да се изрегенерира епителот, за да е потребно да се направи регенерација нели на целиот епител за да настане ублажување на самата кашлица. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Ево уште една можност за гледачот, доколку се уште е на линија. Добар ден. Добар ден. Јас ќе го замолам гледачот повторно да се јави, нека се вклучи подоцна повторно во емисија. А што е со малите деца? Пред се бебињата, кои што кашлаат. Смее ли пак кај нив да се даде сирупче за искашлување? Кога кашлицата е продуктивна. Да, така. Можат ли тие потоа го голтнат секретот? Како изгледа кај нив? Малите деца не се препорачува да се дават и не даваме сирупи за искашлување затоа што кај нив не постои рефлекс за кашлање и тие не знаат значи да го isfрлат самиот секрет. Така да кај малите деца најчесто ја применуваме методата на тапкање, нели го вртиме доенчето по малото дете нели на стомак и при тоа тапкаме на грбчето со цел за да може да го isfрли самиот секрет и да испровоцираме нели да кашлат, а со самото тој го голтаат секретот нели и при тоа може да го isfрлат преку столицата. Имаме гледач, повторно добивам знак. Се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучи. Добар ден.
Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до тема, до водителката и до Ви докторката. благодарам. Имам внуче 13 години. Така. Редовно му е затнат носот. Че се исекне, после 15 минути 20, па му се запине. Во кој период од годината? Капки за... Молим? Сега во овој период на годината или постојано е тоа така? Постојано речи, постојано, да. Ставаме нозол, капки, ќе се отнама, после пак ќе се запе. Така, што би можело ова да биде? Вас ве мачи, ви благодарам за вклучувањето во програма. Од што може да биде затнато носето постојано кај 13 годишно дете? Може да биде затнато постојано, може да станува збор за некој хроничен синузит или за некоја бактериска инфекција, каде што нели треба да направиме поопсежни испитувања, да се направи микробиолошки анализи. Може ли алергија да биде? Може, да, Причинителот? може, секако дека може, така да предизвикувачи освен вируси и бактериите, тука може да ги напоменеме нели и алергиите, кои што практично алергиите постојат во секоја сезона од годината. Така да потребно е да се направи по опсежна палета нели на иследувања. Испитувања, така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас сум повозрастна, меѓутоа од детето го доби вирусот. Месец дена со кашлање, баш она со искашлување, Со продуктивна кашлица, што би се рекло, така, со искашлок. И после ми се јави уринарна инфекција. Појдов на болница, ми дадоја 4-5 инфузии. Примив со антибиотик. И после тоа, мислам, 3 дена веќе пием и панцев и никако кашлицата не се смирува. И понатаму имате кашлица. Ви благодарам за вклучување. Имајте предвид дека денешната гостинка е педијатар, но еве ќе дадете неколку насоки, бидејќи спомна гледачката од незиното дете всушност го добила вирусот. Да, како што кажавме, значи кашлицата најпрво е надразнителна сува кашлица, кој што понатаму поради зголемена мукусна секреција на жлездите се јавуваат продуктивна кашлица, кој што како што кажа гледачката трајат околу месец дена, кој што и тоа би го кажале дека е сепак нормално, но меѓутоа треба да се види и дали има наодни или на бели дробови, сепак треба да се Значи може да дојде некоја широка компликација? Да, може да настане компликација на долни дишни патишта од типот на бронхит, бронхопневмонија, така да треба и аускултаторно да се прегледа од страна на незиниот матичен лекар. Ке вклучиме уште еден гледач, добив знак дека ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ке ве замолам веднаш да го намалите тонот на телевизорот, бидејќи се слушам како зборувам во позадина, за да можеме нормално да комуницираме, Добро. треба да го намалите тонот. Така и следите го разговорот преку слушалката. Повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ве молам, имам едно внуче од 6 години. Така? Кашла скоро 3 месеци. И сега му е земено бриз од носето, длабоко со цевче и најдена е стрептокока, некоја бактерија. Добро. Во грлото е најдена? Може да се третира, шурупи, пие, ништо не му вреви ни кашлица. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве сега едно деликатно прашање, каде што ставовите се променети во последните години. Треба ли да се лекува бактеријата во носето? Значи, ако е најдена бактерија во носето, значи ставовите сега се променети према најновите протоколи, така да доколку е најдена само бактерија, но без при тоа да има изразена клиничка слика кај самото дете, не се препорачува значи користење на антибиотска терапија се додека нема некоја позначајна симптоматологија. Така да и доколку е присутна бактерија во носето, сепак ако се јави зголемена температура или пак други симптоми, причината може да биде на тој вирус. Не мора да значи дека може да биде самата бактерија. Да. Сега конкретно кај детенцето е најдена стрептокока. Сега дали е тоа стрептококус пиогенес, стрептококус пнеумонија, не се изјасни гледачката. Доколку е пропратена, значи со друга клиничка слика, со температура, тогаш да, секако задолжително се препорачува антибиотска терапија. А што е ова со кашлица од 3 месеца? Може да биде
3 месеца кашлица присутна по, речеме, некој прилежен респираторен вирус или сепак мора се бара некоја друга причина? Па сепак тука сега треба да се направи исто поопсежна палета на испитувања, каде што поради тоа што кашлицата трае нели више подолго време, запазува некој хроницитет, така да треба да се направат подетелни испитувања. Вака сега не би можеле да кажеме. По телефон. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, имам внуче од 6 години, кашлаше подолго време. И земено му е брисо носето со цевче подлабоко, најдено е стрептокока. Така, вие се явивте пред малку, ова прашање го поставивте. Да, ама ми се исклуче нешто од телефонот. Така, но веќе добивте одговор од докторката. Еве уште еднаш, не можете одговорот да го слушнете преку слушалка, ќе морате на телевизија да го слушнете, значи се ги исклучете го телефонот и појачајте го тонот на телевизорот. Само накратко, значи не се препорачува испитување, односно лекување на бактеријата во носот доколку нема симптоми. Така, а во однос на кашлицата што треба да направат? Во однос на кашлицата, сега позади тоа може да стои исто така и некоја алергиска природа, нели, покрај тоа што освен тоа што и бактеријата нели пронајдена, така да сепак треба подетелно да се проследи. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Имам прашање до докторката. Така. Имаме новороденче. Новороденцето веќе 12 ден, меѓутоа уште по 6-тиот ден почна да искашлува. Има доста секрет во носето. Наредниот ден почувствувавме дека кашла повеќе, наредниот ден уште повеќе дека кашла. Направивме крвна слика од вената, резултатите се одлични. Исто и урината беше во ред. Сега има 14 дена од како е родено. Дали е тоа нормално и што да преземеме за да не слези тој секрет на плуќата? А само јас едно подпрашање, дали бебето го доите, дали цица мајчино млеко? Да, бебето е ексклузивно доење. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи, секретот кој што се наоѓа во носето може да биде предизвикан исто така од вирусна етиологија, вирусен предизвикувач да е, и доколку подкашлува самото дете, сепак треба да се проследи нели од педијатар, да се види да не станува збор за некое воспаление од типот на бронхиолит, поради тоа што кај малите деца многу често, поради самата анатомија на дишните патишта, кои што самите каналчиња се многу тесни, нели, и многу лесно може да настане спуштање на секретот од едно обично растечено носе на белите дробови да предизвика нели бронхиолит, конкретно кај толку мало новородено. Значи мора еден педиатриски преглед, а мајчиното млеко дали е заштита од респираторни вирусни инфекции? Да, мајчиното млеко, значи се препорачува што повеќе подолго да се доја децата, барем до 1 година. Вака во овој новороденички период се препорачува што поексклузивно доење. Така да мајчиното млеко не е само извор на хранливи материи кои што му се потребни нели на самото новородено и на доенчето, туку мајчиното млеко исто така содржи голема концентрација на антитела од мајката кои што го штитат новороденото. Исто така имат и пробиотска улога, така да во секој случај препорачуваме значи по ексклузивно доење кај новороденчињата и подолго доење колку што може барем до 1 година. Така, да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ево едно прашање до докторката. Така. Ево девојчето ми е 7 години, беше испратено на испитување и првиот пат имаше бактерии во носот и во грлото. Не, во грлото немаше уствари, само имаше во носот. И вториот пат кога го направивме тестот се појави на грлото, значи пневмонија довеа. Девојчето е сосема нормално, сосема све. Во што е проблемот? Се извинувам, која бактерија во грлото беше пронајдена? Стрептококус пневмониус? Да, добро. И детето добива пневмонија, ако не се лажам така, или е се во ред? Све во ред, значи нема температура, немаше ништо. Во што е проблемот? Така, зошто има наот на бактерии во носот и во грлото, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сепак исто одговорот на ова прашање како и претходно, поради тоа што е најдена бактерија, но меѓутоа немат изразена клиничка слика, нели? Кажува дека детенцето е во добра општа состојба, нема ништо, така да не се препорачува никаков третман.
Може да се тие колонизатори, тие бактерии да се живеат нормално? Да, таму? може и да се колонизатори, односно да се сметаат на некој начин како нормална флора, нели, која што е присутна во носето, во грлото, се додека немат изразена симптоматологија. Значи се лекуваат само болестите? Да, лекуваме, значи болест, не лекуваме наод, лабораториски, микробиолошки и така. Така. Споминавте дека може да се јават одредени компликации по респираторни вирусни инфекции. Од што зависи дали проблемот ќе се спушти на белите дробови, дали детето ќе добие бронхит или пак ќе добие бронхопневмонија? Така, значи сите тие работи пред се зависат од имунолошката подготвеност, нели како што кажавме, на самиот организам на детето. Односно имунитетот е клуч на тоа дали станува збор за една обична вироза, па се до тешки други заболувања. Така да оние деца кои што се со намален имун систем, со намален имунитет, постои голема веројатност, нели, нештото да се искомплицират, односно да премине во воспаление на долни дишни патишта од типот на бронхит, бронхопневмонија. Пред се зависи од самата индивидуална подготвеност на организмот, колку е имунолошки зрел. Можеме со нешто да го зајакнеме имунитетот кај децата во овој период од годината? Значи пред се препорачуваат оние природни механизми во зајакнување на самиот имунитет, односно пред се здрава, избалансирана исхрана, внесување на повеќе течности, нели, добар квалитетен сон на детето, одмор на детето, чести прошетки, односно изложување на чист воздух, дали е тоа прошетка во парк, дали е прошетка на планина. Сето тоа, сите тие механизми, сите тие работи најдобро влијаат, значи, во заштита на самото дете, односно во зајакнување на самиот имунитет. Исто така би можеле да препорачаме и некои препарати на природна база пред се, така да не постои исто така некој магичен лек кој што би го поткренал самиот имунитет на детето. Исто така би препорачале користење на витамин С, нели, како природен антиоксиданс кој што е неопходен во одвивање на нормалните физиолошки процеси во организмот. Исто така цинкот имат добра... Витаминот Д. Витаминот Д претежно, да, се користи од октомври месец, со самото заладување, нели, поради тоа што немаме, нели, сонце, помали се сончевите денови, од октомври месец до март месец користење на витамин Д, кој што витаминот Д, нели, исто така учествува во поткренување на имуниот систем на детето. Цинкот исто така е многу важен и се препорачува во зајакнување на имунитетот, односно учествуваат во оние одбрамбени механизми на организмот кои што се за справување, нели, со вирусни и бактериски инфекции. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната телма амбуланта. Родителите очигледно ќе треба да се наоружат со трпение да го издржат овој период кој што е исполнет со многу вирусни инфекции и се надевам дека децата што полесно во иднина ќе ги пребродуваат овие инфекции, дека нема да траат со денови и со недели. Ви благодарам на поканата, се надевам дека темата допре до родителите и до останатите гледачи. Тоа беше се, почитувани, во денешната телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Имете пријатен ден.